За министерката за финансии, извештајот на Меѓународниот монетарен фонд не е негативен. На забелешките дека стопирањето на прогресивниот данок по 10 месеци и враќањето на ДДВ-то кај граѓаните ќе ја поткопаат даночната реформа, Ангеловска вели дека требало да се гледа по широката слика. На овој начин ќе се вбризгале свежи пари кај населението, а министерката е оптимист и дека ќе се собирала поголема сума од данок на доход, бидејќи ќе се елиминирала сивата економија. Тие очекуваат, ако било проектирано 14% раст, ако имало, дека ќе продолжи растот, а патам растот на персоналниот данок на доход, ако ги земаме предвид изминатите 2 години за истиот период, од јануари до септември, растел со стапка од околу 8%. И сега, ако ги додадеме нова и минималната плата и сите мерки, и по дефиниција, кога се шири даночната основица, се зголемува и наплатата, односно на даночните обврзници, не е исплатливо да бараат креативни решенија за да ги направат на некој начин даночна евазија или даночно избегнување. Ангеловска не ја загрижуваат ниту критиките за растот на минималната плата, платите во јавниот сектор и вонредното зголемување на пензиите. Додека ММФ тврди дека овие потези само ќе ги зголемат трошоците од државната каса, но нема да ја намалат сиромаштијата, таа вели дека ова ќе се компензирало со поголеми даночни приливи, поради поголемите примања на населението и отворањето на нови работни места. Од аспект на минималната плата би кажала дека беше добро прифатена, и особено зошто? Затоа што е врзана за субвенциите за придонесите за оние работодавачи кои ќе ги зголемат платите, што значи дека се помогнува на приватниот сектор за да ја истрпат минималната плата, односно зголемувањето од 2000 денари ќе може да го покријат со субвенциите, односно на овие 2000 денари нема да треба да ги платат придонесите. За разлика од владата која го скрои буџетот врз основа на проекции за раст од 3,8%, ММФ е многу попредпазлив. Фондот очекува помало зголемување на економијата од 3,4% во 2020-та.